во однос на претходната година, кога направивме компарација на периодот од првата до третата недела, имаме речиси двојно зголемување на бројот на пријави на заболени лица од грип, како и заболување кои што се слични од грип. Во однос на дистрибуцијата, како и секоја година, афектирано е целото население, опфатена е секоја возрастна група. Меѓутоа, со најголем акцент спрема бројот на пријавени станува збор за популација која што реално е во најработоспособното население. Тоа е од возраст од 15 до 64 години, меѓутоа не се иземани и другите популации, но со помал број на пријавени. Тоа е респираторно заболување кое што не е ништо ново. Реално во овој период од сезоната е очекувано зголемување на бројот на заболени од грип и заболувања слични на грип. Меѓутоа, ќе апелирам до граѓаните, иако бројот на заболени е двојно поголем од минатата сезона овој период, сепак не постои место за паника, бидејќи, како што реков, тоа е нормално и очекувано. Меѓутоа, доколку луѓето осетат едни од симптомите пред се покачување на телесна температура, кашлање или кивање, всушност каде што и овие симптоми се едни од најбитните во периодот на инфектирање на други лица, пожелно е да бидат изолирани во домашни услови и да избегнуваат контакт со лица за се со цел да не се зголеми бројот на инфицирани лица. Во моментот е тековната четврта недела од оваа сезона, каде што направена споредба од минатиот период, реално тоа е периодот, неделата, крајот на месец јануари, почетокот на месец февруари, каде што и реално го очекуваме најавениот пик. И сметам дека пријавите ќе бидат зголемени, но пак ќе потенцирам дека нема место за паника, но граѓаните да се придржуваат кон мерките кои што ние ги апелираме. Реално постојат два вида на превентивни мерки. Тоа се специфичните и општите. Специфичните добро познатата вакцинација, која што можам да кажам дека е се уште број 1 за превенција од ова грипно заболување. Но да кажам дека луѓето не можат да очекуваат дека нема да се заболат од тоа заболување, меѓутоа доколку дојдат во контакт со вирусот, верувајте дека клиничката слика поминува во многу поблага форма и луѓето едноставно ги избегнуваат компликациите кои што можат да се појават и смрт. А освен специфичните мерки, постојат и општи превентивни мерки кои што ние ги упатуваме до граѓаните. Реално тоа се општи мерки кои што се карактеристични за сите респираторни акутни заболувања, односно да се намали бројот на поголеми собири во затворени простори, доколку тоа веќе постојат собирање во поголеми простори. Многу е битно, ако некој од луѓето имаат симптоми, да се изолираат со тоа што ќе има почесто проветрување на просториите, затоплување, исто така одржувањето на личната хигиена кај луѓето, миење со топла вода и сапун, користењето и на дезинфекционите средства, користењето на топли напитки, како и храна богата на витамини и минерали, но и не малце, добро е да се обрне внимание и на стилот на живот, поголеми одмори, добар и квалитетен сон, како и незапоставување како на физичката, така и на психичката активност, се со цел за подобрување на имунитетот.